имав прилика да се осведочам што значи навистина детска искрена вера. И кога, само малку продолжувам од ова што брат Зоран Димитровски го рече, и кога реков, но Господ, God loves you, thank you, Jesus. Одма во истиот момент, thank you, Jesus. Фала ти, Исусе. Колку искрена вера. Децата, оние што цицаат, тие ќе го прослават Господа. И ако немате вера или ако не бидете како деца, затоа, драги мои браќи и сестри, се радувам што сум на ова место пред оваа света книга, каде што е напишано многу однапред дека Господ не доцни. Тоа е насловот на нашата проповед. Господ не доцни со своето ветување. А кое е неговото ветување? Па последните зборови од Светото Писмо се: да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди Господе Исусе. Има Свето Писмо, има Библии, каде што сите Исусови зборови се отпечатени со црвени букви. Овие се последните со црвени букви. Негови, Исусови зборови. Тоа е неговото ветување. Да, ќе дојдам скоро. Не како што некои мислат. Не доцни Господ. Туку не трпи, чека за никој да не загине. Ниту еден да не загине. Тоа е ветувањето. Не доцни Господ. Кај Господа нема доцнење. И во Светото Писмо наоѓаме дека е механизми, целиот космос, универзум, нема доцнење. Зашто едно нешто ако задоцни, тоа би бил таков карамбол. А сега сакам еден предизвик да ви покажам. Од еден град во светот. Еве за камерата. Наместо зебри, пешачки премини, дали приметувате? Вино-жито. Вино-жито. Дуга, дзуница, аркансиел на француски. Во многу градови денес, драги мои браќа и сестри, и тоа милионски градови, како например главниот град на Тајван, Тајпеј, со близу 3 милиони жители. Вакви и шпартани зебри, односно виножито.
Sidnej, nад 5 милиони жители на источниот брег на Австралија, кој што се растега град на некаде 70 километри. Исто, Тел Авив, Израел. Во Израел, ова виножито, половина милион жители. Сент Луис во Мисури, 303.000 жители. Минеаполис во Минесота, половина милион жители. Во Албикверкве, ако добро го изговорив, молам? Да, Албекерк, во Њу Мексико. Благодарам. Мајами Бич на Флорида, не толку голем град, ама 100.000. Ки Вест, Исланд. Од Америка одиме во Исланд. Некаде 30.000 жители, ама не зебри, виножито. Понатаму Хјустон во Америка, 2,5 милиони жители. Една Македонија и повеќе. Во Тексас, Остин во Тексас, скоро милион жители. Сиетл, скоро милион жители. Торонто, скоро 3 милиони жители. Во Канада, Ванкувер исто така во Канада. Вест Холивуд во Калифорнија, Сан Диего исто во Калифорнија, Вашингтон ДС со милиони и пол жители, односно 800.000 жители, и други градови во светот, кои веќе имаат исцртано, наместо зебра пешачки премин, виножито. Дали не асоцират ова нешто на... Така е. Но ако мечката игра во комшиите, велат ќе дојде и кај тебе, кај вас. Значи виножитото веќе е дојдено само во форма на знаме. Ама замислете наместо зебра, пешачки премин, виножито. Која дрскост! Која нахалност! Малку им е. Малку еден ден што ќе одберат за така наречената парада на гордоста. Имаат сега проширено на 7 дена парада на гордоста. 7-дневна. И тоа е малку и прејдоа на месец дена. Светот е исполнет со паради на гордоста, но феноменот гордост има библиско потекло. Библиско потекло. Пред пропаст
Затоа не доцни Господ. Пред пропаст, што доаѓа? А токму ова за што говориме. Значи, пропаста е наврата. Само треба да биде предизвикана. А еве сега, поголем предизвик ви треба, ни треба, да наместо зебра треба да газам, да поминувам виножито со порака. Демек и вие да бидете како и ние. Лот, дај ни ги тие луѓе. А Лот застана да ги брани. Двајцата ненајавени гости, ама со пресудна улога, ги брани, а тие дај ни ги. Дај ни го целиот свет. Целиот свет е наш. Содом. Токму затоа Господ два пати кажува. Во Лука, 17 глава, Лука 17, 27 и 28. Од 26-тиот е споменат Ное, како што било во времето на Ное, така ќе биде и во деновите на Синот човечки. Јадеа, пиеја, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот. Тоа е првата споредба, како во деновите на Ное. А втората споредба е така како што било и во деновите на Лот. Јадеа, пиеја, купуваа, продаваа, садеа, дзидаа, и во денот кога излезе Лот од Содом. Ама кога излезе, удри оган и сумпор од небото и погуби се. Светов ќе заврши со оган. 2 Петрова, 3 глава, 9 стих, што веќе го цитиравме. Не доцни Господ советувањето, како што некои мислат дека доцни, туку не трпи, зашто не сака никој да загине, туку сите да дојдат спротивно од гордоста во покаяние, во понизност. Ова се диаметрално спротивни работи. Едното е гад, односно мрзи Господ. Знаете, од 6 работи на кои што мрзи Господ, првата е гордоста. А замислете уште парадирање на гордост. Со знамиња. А замислете, тоа исто знаме, виножито го ставаат во капсула и го лансираат во свемирот, што е вистина, како предизвик на Господа. А денови на паради на гордоста, со учество на властите, со првите луѓе, со премиери на земји, кои што се таа категорија, сите тие се едно лоби за целиот свет да стане Содом, за да се оствари речта Господова, како што било во деновите на Лот. Ете затоа. Целиот свет треба да ја добие сликата на
Sodom. Ете, затоа, драги мои браќа и сестри, можеме да кажеме дека ситуацијата е сериозна. Не само сериозна, крајно сериозна. За нас, кои го читаме Светото Писмо. Бидејќи атакот најпосле ќе биде и ќе се случи на Божиот народ, на оние кои ги држат заповедите и верата Исусова, и сведочанството Исусово. Зашто? Дај не ги, ќе викнат сите, дајте ни ги таа шака луѓе, да си поиграме со нив. Знаете, што предвидуваат законите во овие земји и овие градови што ги споменав? Знаете што овелат? Нивните закони. Ела некој нека се дрзне. Ела некој нека проговори еден збор на омраза. Амин. И јас до тебе. Не е тоа говор на омраза. И ова некој ќе го протолкува како говор на омраза. Но ова е така вели Господ. Не е ова така вели Заратустра. Така вели почетокот и свршетокот, алфа и омега. Така вели оној кој го создаде, првите зборови на Светото Писмо, небото и земјата, а не еволуции, теории, во кои што за жал и многу адвентисти на седмиот ден, многу се лизнуваат како на кора од банана. И веруваат дека се тоа периоди, а не 6 буквални денови, дословни денови од 24 часа, како што им објаснувам на моите внуки. Господ го создаде светот за 6 дена. Никаква еволуција, никакви други теории, дарвинизам, марксизам, фройдизам. Ако имаш смелост, велат нивните закони, да се спротивставиш на ова, ќе се соочиш со средновековни, феудални закони. А знаете какви закони биле тоа? За некој кој што, ќе се нашол од другата страна. Тогаш, во феудална Европа, ќе ги свлечеле голи, ќе ги посипеле со леплива течност и после со пердуви налепени од масата, од џганот, од народот, ќе биле исмевани, понижувани. Такви закони се на повидок. Крајно сериозна работа. Значи, ова што се случува во светот, што ви го покажав како предизвик, дека нема зебри еден ден, може да се разбудиме, ќе ја осветлам малку сликата, да биде поосветлена. Да. Еве ја. Еден ден ќе се разбудиме и ако треба да поминеме преку зебра,
namjesto zebra, vlastite ovozmožile. Vlastite so pari od danočnite obvrznici, to ne je nekoj privaten da došao da to go isfinansira i da iscrtat zebri, namjesto zebri vinožito. Nivno to zname. Ne, to se pari od budžetite na gradot, na opštinata, na zemljata, na državata. Od danočnite obvrznici. I sušnost od tvojite pari. Zašto i ti si danočen obvrznik. Na onoj način. I ti si učestvovao. Сега samo ušte treba da go prihvatiš to nešto. No, Gospod go ima poslednji zbor. Spasitelot će mora da kaže, se združi so idoli, ostavi go. Vo Osija 4.17. Pred toa Gospod povikuva vo Malahija 3.7, vratete se kaj mene i jaz će se vratam kaj vas. Gospod ima vojna, njegova je vojna ta. Žitelите na Sodom ja preminale granicata na božestveната dobrina. A знаете, кога зборуваме за Содом, да не мислиме дека тоа бил град, некоја средина, некоја скромност во условите за живење. Не! Духот на пророштвото вели дека Содом бил таква убавина, такви градби, такви палати, таква природа, која што наликувала на божествената градина. Па не случајно Лот избрал, кога верниот Аврам му рече да не се караат нашите пастири, односно твоите, моите, избери. Ти надесно, јас налево. Ти налево, јас надесно. И Лот избра град. Погледна на та Сидимска долина, рај, убавина. И не се залета веднаш во град. Не, шаторите негови, сепак имаше тој, беше богобојазен. Шаторите му беа, да речеме, на периферија негде. Ама со време почна да ги преместува шаторите се поблизу и поблизу и поблизу и на крај, па ќерките ќе треба да учат, а што има да научат? Која школа ќе ја научат? И научија. Научија. Затоа што Лот не остави потомство верно. Не. Неговите ќерки, кога дефинитивно тие беа извлечени, истргани од рацете на ангелите и сепак надвор од огнот, и тие ќерки што научија. Сами останавме, туку ти вечерва, јас утре вечер со татко ми. И се роди Моав, се роди Амон. Најжестоките противници на Божиот народ. Затоа што нема благослов. Тоа ли беше науката? Тоа ли беше приближувањето во градовите?
Во 26 глава, во 3 Мојсеева книга, 25 стих. И кога се натрупуваа во нивните или во своите градови, или кога ќе се натрупувате во своите градови, тогаш ќе пуштам на вас епидемии, помори, пестиленсис. Епидемии, кога ќе се натрупувате во вашите градови и ќе бидете предадени во рацете на непријателот. А кој е архинепријателот наш и Господов? Слушам дека најмалку заразени од COVID-19 има таму во планинските места, Источна Македонија. Па затоа Господ вели излезете. Излезете. Не да одиме како зајакот во устата на змијата. Змијата. Старата змија. Сатаната. Во страшниот суден ден, во книгата Патриарси и пророци, 158 страна, вели полесно ќе им биде на жителите, затоа рековме е крајно сериозна ситуацијата. Полесно ќе им биде на жителите на Содом. Полесно на содомјани ќе им биде на денот на страшниот суд, отколку на оние кои знаеле за Христовата љубов, а сепак се одвратиле од неа, за да живеат во задоволствата на грешниот свет. Затоа се спомнува јадеа, пиеја, се женеа, се мажеа, па сликата на денешниот свет. Не дека не треба да јадеме, не дека не треба да пиеме, ама се е претворено во празници, во прослави, слави, преслави, цела година претворена во слави и преслави. Само јадење и пиење. Кажете ако не е така. Овде на земјава, драги мои браќи и сестри, мораме да живееме како гости и дојденци, ако сакаме подобро наследство отколку ова што светов го прима, односно небесното наследство. Одиме дома. Гордоста почна на небото, ама за неа не се најде место веќе горе. Гордоста, Исаија 14 глава, 13-14 стих. Над звездите небески ќе се издигнам, ќе пуштам капсула со знамето на виножитото, ќе го предизвикам Господа, над престолот негов ќе се рајдам. Гордост. Всушност, има повеќе стихови во Светото Писмо. Исус ја осудува гордоста и ја става на листа на гревови. Всушност, гордоста е смртен грев. Наспроти гордоста, Господ ги велича понижените. Горделивите ги фрла во пепел, во прав, како савле, ама дај Боже да доживееме искуство на савле. И да прифатиме
Но овде се вели дека гордоста не им дава на луѓето да веруваат во доаѓањето на Господ. Псалам 10:4 стих. Не гледа. Кој е Господ? Каде е Господ? Тој не гледа, велат. Гордоста е причина за отфрлање на пророците. Гордоста ги води луѓето кон само уништување, односно пред пропаст доаѓа охолост, односно горделивост. Пред пропаст горделивост. Не еден ден, 24 часа. Не 7 дена, 24/7. Цела година тоа лоби веќе ја има претворено и сега со виножитото наместо зебра, животот сакаат да ни го одземат, украднат. Зашто тој е и крадец, и убиец, непријателот наш, сатаната. А има своји, англичаните велат, агенти, своји слуги. Денеска, кога ќе дојдам, вели Исус, дали ќе најдам вера? Зашто, и со ова ќе завршиме, Исаија 3 глава, 9 стих. Овде ја носам, ја имам сликата на сестра Радка Михајлова, кај што му предава на Јосип Броз Тито штафета. Наша сестра Радка Михајлова. Не сме и ние без коњи. Нашиот победник е Господ. Господ Естира ја постави во свое време, како и тебе што те поставил. Значи, предавање на штафета. А со оваа слика го одвоив стихот, кој што ја кажува правата вистина, драги мои браќа и сестри. Во Исаија 3 глава, 9 стих. А се работи за нив. За таа категорија LGBTQ. За наша некоја бабичка ова ништо не значи и затоа ќе мора да го преведеме. L, лесбијан или лесбијки. Жени со жени, што склопуваат брак. Пород 0, 0. Наспроти, раѓајте, множете се, наполнете ја сета земја. G, гей. За бабичка тоа ништо не значи, ама ако им кажеме педери, мажи со мажи, мажеложници, Библијата ги наречува, мажи со мажи што склопуваат брак, бабичката ќе разбере. Бисексуални или некои што се и во брак, маж со жена, ама и што мрдаат лево-десно, па се и она другото. Ти, LGBT, ти е трансвестити. Трансвестити значи јас како маж да се облечам во женско со тапирана фризура,
со обетки, со менѓуши, со... Како што, за жал, старешината на Холивудската црква на адвентистите на седмиот ден може би дава информации во црквата. Старешината. Затоа велам крајно сериозно. Ставам пред тебе, Господ вели, живот и смрт. Избери живот. Но јас не го дочитав стихот. Тоа што се гледа на нивното лице или на нивните лица сведочи против нив, а се гледа гордост. Затоа излегуваат на паради. Го разгласуваат гревот свој како Содом. Гревот свој го разгласуваат, затоа се парадите. Не кријат. Гледайте Библијата како јавно тоа многу време, 700 години пред Христа. Не кријат. Се гордеат. Со што? Со што се гордеат? Со смртниот грев, кој што сведочи против нив. Затоа, избери живот или смрт. Избери живот, вели Господ, кој не доцни, како што некои мислат, да доцни со своето ветување. Да, ќе дојдам скоро. Да, дојди, Господе Исусе. Амин. Господе наш, милостив, полн со милост, добрина, љубов. Господе, Ти кој си не повикал во овој свет да излеземе од темнината и да дојдеме во чудното видело на спасение, во совршениот план на спасение во кој што имаш место за секого од нас и од нашите мили и драги. Те молиме, Господе, опрости ни, зашто сите погрешија и ја изгубија славата Божија. Ослободи не од секоја гордост, од тој смртен грев кој што се повеќе и повеќе се шири низ овој свет, попримајќи изглед на Содом, кој што Твој оган од небото го спали и уништи се. Така и оваа земја и се што е изградено на неа ќе изгори многу слично на Содом. Но нашите животи се во Твои раце, Господе. Сакаме да соработуваме со Тебе. Сакаме двосмерно да бидеме во контакт, во корелација со Тебе, зашто секоја мудрост, знаење, сила доаѓа од Тебе. Ти си патот, вистината и животот. Ти благодариме што ни даде можност наспроти многумина кои не Те прифатија, не Те примија кога дојде пред 2000 години на овој свет. Ни даде можност да ги отвориме нашите срца, да Те препознаеме и да отвориме срце, да Те поканиме, Ти да бидеш гостин во нашиот живот, Ти да не водиш и да не штитиш со Твоите моćни ангели. Како за нас, така Те молиме и за сите наши мили и драги, за нашите деца, внуци, за нашите родители кои ги имаме, за нашите драги пријатели, за оние кои што се уште се во темнината и го бараат виделото на спасението. Дај ни прилика, Господе, да дојдеме до нив, да бидеме канали на Твојата милост и љубов, да Ти се прославиш во нашиот живот
i da dočekame rašireni race, koga naskore će dojdeš povikuvajčine vo tvoje to večno carstvo, vo malku si ni bil veren, nad mnogu će te postavime. Neka to bide naše životno iskustvo, site zajedno na staklenoto more, koga naskoro će dojdeš da ne povedeš. Amin.